Почитувани, градоначалникот на општина Газибаба Борис Ѓорѓиевски во своите јавни настапи манипулира со жителите на општина Газибаба. Советничката група на ВМРО ДПМН на последната седница ја донесе одлуката за долгорочно кредитно задолжување на општина Газибаба, се со цел жителите на населено место Јурумлери да добијат вакуумска фекална канализација. Благодарение на јавната дебата, иницирана од нас како советници на ВМРО ДПМН, жителите на Јурумлери ќе добијат комплетно бесплатна фекална канализација. Ја информираме јавноста дека советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата во наредниот период со одлуки на Советот на општина Газибаба ќе иницира: под 1. Решавање на проблемот со ниската и високата зона на водоводната мрежа во населбите Железаре и Автокоманда. Под 2. Решавање на проблемот со атмосферската канализација во населба Триангла. Под 3. Реконструкција на водоводната мрежа за населено место Кирил Петрушевски. Под 4. Изградба на канализациона мрежа со пречистителна станица за Црешево, Смилковци, Виниче, Булачени, Раштак и Брњарци. Под 5. Изградба на канализациона мрежа за населените места Ергеле, Трубарево, Гоце Делчев, Идризово и Дрма. Под 6. Реконструкција на водоводна мрежа и атмосферска канализација за Мажари и Ченто. Под 7. Изградба на нова училишна зграда за основно училиште Крсте Мисирков во населба Ченто. Под 8. Решавање на проблемот со топловодно грејење во населба Хиподром и Триангла. Под 9. Изградба на нова детска градинка во населено место Стајковци, Трубарево, Инџиково и Кераминница. Почитувани, советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија во декември го усвои буџетот за 2018 година и предвиде средства за реализација на овие проекти. Го повикуваме за спаниот градоначалник на општина Газибаба Борис Ѓорѓиевски да започне со работа и со реализација на ветените проекти, бидејќи поминаа 4 месеци од неговиот мандат, а нема реализирано ниту еден проект. Ви благодарам.